Малите победи се најбитни, а тоа е да внимаваш кога јадеш, да имаш редовни оброци, да имаш барем 15 на минути тренинг секој ден една недела. Тие мали победи и што нас не изгледаат минимални на почетокот, на крајот даваат одлични трајни резултати. Ако не сакаш рутина, значи дека не сакаш ни да промениш нешто во твојот живот. Се е рутина, што и да сакаш да промениш. Дали е тоа нешто животно, професија, кариера или лична твоја трансформација, психичка и физичка. Се е рутина и континуитет. Најголема препрека е самиот старт. Имаме желба, сакаме да направиме промена, не можеме веќе да се гледаме во огледало, ама она како да почнам, посебно кај девојки кои што пробале предходните 10-20 години со диети и го добиваат секогаш истиот крај, а тоа е намалени 10, вратени 20 килограми. Јас од кога ќе приставам со мојот начин на исхрана и на тренинг и на менторство и поддршка, тогаш малце гледиштата ни се подруги, па добиваат елан да почнат со нивната трансформација. Според мене, исхраната и тренингот ги имаме дури повеќе на интернет и можеме да најдеме и на YouTube преку милион тренинзи и преку милион начини за исхрана. Меѓутоа, водењето, менторството и поддршката е клучното за да стигнеш до одлична трансформација. Поддршка и менторство е она кога ти со тренерот и твојот ментор се гледаш, комуницираш секој ден. Јас како што работам лајв консултации, каде што ако ти вечерта во 12 сат во средата си изела ништо благо, имаш стрес, ајде да видиме од каде е тој стрес. Ајде да видиме како можеме на друг начин да се справиш ти лично со тој стрес. И поентата е тие грешки да се прават се помалце и поретко и ти да бидеш посрекни и позадоволни да излезеш од тој круг на пробување, застанување. Не треба јас да те терам да слабеш, треба сама да сакаш да слабеш, да се прифатиш како што кажав и да си дадеш време. Она дека треба некој да ти стои над глава за да вежбаш, тоа нема да ти е драйвот и хајпот што ќе те води да намалиш 20, 30, 50 килограми, туку треба да најдеш начин што ќе ти биде ускладен со времето, исхрана што ќе си ја направиш сама, што нема да ти биде терет ни диета и тоа да го правиш на подолг рок. Прво, околу водата, нашиот организам е толку паметен што точно знае колку му треба. Не треба да се налеваме со вода, затоа што и водата може да ни наштети некогаш, така да од литро и пол до 2 литра во текот на целиот ден да имаме внес, посебно ако вежбаме, плюс некој пола литар. Лимони од сабајле и топли води, тоа да било лекот, немало да има дебел човек на планетата Земја, нели, да бидеме реални. И јас не го препорачувам затоа што на долг рок од искуство со клиенти кои што разговарам, направиле голем проблем на желудникот. Па сега, покрај гојазноста и дебелината, да се бориме и да го оправиме и желудникот, тоа е долг процес кој што само ќе ти го отежне патот.